Забелешките дека присуството на таравари, гаши и намеџити на инаугурацијата на американскиот председател било во основа рекреативно се делумно неточни. Делумно затоа што според сега споделените официјални информации, остварените средби ветуваат реализација на крупен проект, значаен за македонскиот гастротуризам. Дека има нова иницијатива, тоа да се организира и во Северна Македонија, да биде регионална, организација, што Молитвен поедок да се организира во Македонија? Да, што би бил повод да дојдат конгресмени, сенатори. Може би затоа тој што беше најгласен и ставаше рокови за важноста на евроинтеграциите. Поменува ставот, па за него приоритет се некои други теми и мерки. Оди зарем би било во ред пред светски лидери и високи представници од кремот на американската политика да се представиме со советски орнаменти, со музички стихови од комунизмот. Тоа прво мора да се подзачисти. Во минатиот период повеќе, така да речем, осетливи теми се ставаа под тепих и некако се скрива, не сакавме да се соочиме. Ние сме подготвени да разговараме за пакет на мерки, кои што се останати како нерешени во минатите 20-30 години и во пакет да ги решиме, зошто да не тука да биде и грбот, и химната, и 20%. Но што во таква ситуација ќе прават наследниците на Асном и на Илинден? При тоа се разбира дека не се мисли на СДСМ, туку на вистинските, иако што пред само 2 месеци понудија некаква национална платформа за македонско национално единство. Државните символи на Република Северна Македонија се државни од грб, знаме и химна. Секој акт на непочитување, оспорување, сквернавање, омаловажување, вандализам или обид за менување на внатрешен или надворешен план, собранието со индигнација и во целост ќе го отфрли и јавно ќе го осуди како смислен антимакедонски и антидржавен чин. Иако го премолчија стартот на газењето на однив исцртаните црвени линии, нуните поранешни сопартици не им забораваат. Откако тие почнаа да се оддалечуваат од доскорешните газди, сега покажуваат квалитет за препознавање на карактерните особености за кои до неодамна и самите не беа свесни. Оттаму доаѓаат на наредбите, а вазалите на знам ќе ги спроведуваат овие наредби, затоа што токму тие својата душа си ја продадоа на ѓаволот. Лоцираните реагираат на истиот начин како нивните социјалдемократи кон ДУИ, па соочени со истиот критички тон, наместо јасна артикулација и демантирачки аргументи. Тие навлегуваат во литературно објаснување на значењето на употребениот турцизам. Треба да се реагира и некој ако рече вазали. Го знам значењето во 3 го има во речник 3 значења, од кои третото е нечи слуга. Тоа мислам дека е навредливо. И на крајот, без навреди и омаловажување. Важно за јавноста е да се има храброст да се признае до кој стадиум на реализација на било што е стасано. Да, се согласувам, треба да се размислува на тоа прашање, но дефинитивно ќе ги известиме јавно граѓаните од кога ќе почнеме да размислуваме. Транспарентноста е важна и добро е што граѓаните навреме ќе бидат информирани. Ама не е баш наарно, ако се уште не се стигнало ни до првата фаза. Барем да е ставен прст на глава.